Ја слушате и гледате емисијата на македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Онтреноски. Почитувани, следниве минути, како што веќе рековме, ќе ги посветиме на разговор со нашиот и ваш гостин Дамјан Христовски, промотор на македонскиот фолклор, песна и ткаење на разбој. Поточно чувар на македонскиот фолклор, традиција, култура и историја. Дамјан Христовски има само 21 година, ја негува традицијата, го собира културното наследство, го негува фолклорот, но после изгледа и единствениот млад човек во Македонија, кој има љубов кон сето тоа, но и кој знае да ткае и на разбој. Колекционер е на народни носи, песни, информации за стари обичаи и веќе има неколку книги кои го чекаат вистинскиот момент да бидат објавени. Така, почитувани, со Дамјан Ристовски ќе разговараме за фолклорот и за традицијата како културно наследство. Ќе позборуваме и за неговата заложба за оживување на една од најстарите македонски традиции, ткаењето пред се, во изработка на македонски традиционални носи, но ќе разговараме и на други теми. Токму така, почитувани, останете заедно со нас, за да дознаете што има да ни каже господинот Ристовски, кого во овие моменти го покануваме во студиото да ни се придружи. Се надеваме дека нема да имаме проблем со видео и аудио линкот. Добро утро, господин Ристовски, добро дојдовте на Македонски корени. Добро утро и од мене, до сите слушатели. Повелете. Добро ви утро и од мене, Ристовски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана. Ви благодарам за поканата. Пред да го започнеме разговорот за она за што и ве поканивме, ќе сакате ли на кратко да ни кажете за вашата биографија и што друго работите освен оваа дејност за која ве поканивме денес да поразговараме? Повака, најпрвен, јас сум Дамјан Ристовски, 20 годишник од Скопје, од селото Трубарево поточно. Бев ученик во насоката за традиционална музика и игра при средното државно музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Насоката за традиционална музика и игра 4 години или средното образование го завршив таму. Денеска сум студент на Природно-математичкиот факултет на одсекот за етнологија и антропологија во Скопје. Тука го надоградувам моето стекнато веќе некое образование од средното музичко, така да се градам исклучиво во доменот на македонскиот фолклор и традиција или автентична традиција. Освен тоа што го студирам, јас исто така одам доста често и по терени, одам по селата, ги посетувам нашите баби, мајки, ги истражувам традиционалните ора, традиционалните носи, традиционалните инструменти, народните приказни, традиционалните јадења, исто така може да кажам дека имам запишувано доста рецепти како се прават, како они ги готвеле порано и ден денеска. Покрај тоа исто така и ткаам на разбој. Разбојот се го имам купено од моја тука комшика и до ден денес еве шеста година како се дружиме заедно, ткаеме и вадиме нови парчиња за ансамблите или за некој лично што сака да си поседува македонска традиционална носија. Одлично. Од каде и на која возраст за прв пат се појави првичниот интерес, целата таа љубов кон фолклорот, за да трнете по патот на оние ретките кои се занимаваат со колекција и изработка на народни носи и поточно да постанете чувар на македонскиот фолклор, традиција, култура и историја? Па се започна што јас бев многу мал, бидејќи бев растен со баба и со дедо, така да традицијата кај нас не беше изумрена, секој празник си имаше посебен обичај и обред кој мораше да се задржи и да се практикува и до ден денес е тоа така исто како и некогаш што било. Можеби некои обичаи се скратени или намалени, меѓутоа суштината е задржана и до ден денес и јас како мал ми беше тоа чудно зашто за некој празник, на пример за Свети Трифун го кројат лозјето. И кога да прашав зашто е тоа така и секојаш беше истиот одговор, па така останало од старите, мајка ми така правеше, баба ми и ние така исто правиме. И така до ден денес, на пример, на тој празник не поминува тој ден и тој празник без да се закрои лозницата, без да се сипе вино.
порано и запеваа по некоја песна исто така за славите, за соборите, бидејќи во моето село има две селски слави, поточно тоа е Ѓурѓовден и Свети Атанаси Зимски на 31 јануари се празнува и тука се прават собори до ден денес. Има музика, доаѓа народ, се играат ора, се пеат песни, се дава ручек, кумот се прави, така да не е изгубена таа традиција на селските слави, иако е ова повеќе доселено село со Паланчани, Кратовци и Кумановци, меѓутоа тој североисточен дел скоро слични традиции има, така да се ги задржали до ден денеска и тука. Јазикот може да кажем исто така дека иако живееме во близина на градот Скопје на само 8 километри, под домовите најчесто зборуваат на кумановско, паланечки, кратовски некои, така да се е задржано онака максимално како некогаш што било. Така. Рековте дека уште од мал сте започнале да го изучувате македонскиот фолклор. Од колку години започнавте и во кои фолклорни друштва и ансамбли го изучувате нашиот пребогат македонски фолклор? Па со изучување на фолклорот или главно со народните ора почнав од моја 10 годишна возраст, еве може да кажем дека цели 10 години се дружам со фолклорот, со игрите и со песните. Моите почетоци беа во културно-уметничкото друштво Орце Николов од Скопје. Таму членував 5 години, после тоа преминав во ансамбл Митеви. Таму исто така членував 3 години и еве веќе скоро трета година членувам во ансамбл Студио Фолклор. Со доста турнеи, доста патувања, доста дружења, голем број на деца, значи што другарувам и до ден денес. Едноставно фолклорот е тоа, љубов кон традицијата и стекнување на нови пријателства кои трајат до ден денес. Така. Ке не подсетиш ли на почетоците од оваа твоја добротворна дејност? Дали беше тешко и колку беше тешко, бидејќи кога станува збор за традиционалните носии, Македонија е можеби една од ретките земји во светот, ако не и единствена, која носиите се разликуваат од регион во регион, од град до град, од село до село. Како ги пронаоѓа сите тие? Па вака, се најпрво почна пред да се запишам јас во средното музичко, од мојата баба имаше сочувано од незината мајка уште венчалната носија. Таа ја чувала љубоморно и само бидејќи секој лето се проветруваат надвор носиите, се вадат да ги фати сонце, што би рекли нашите жени, да го видат светлото, бидејќи цела година се чуваат негде како регалите, како спомен од мајките или од нивната младост, бидејќи тие ги носеле, било секојдневна дури облека, на некој дури и венчална, како невестинскиот фустан денеска, што е така на нив им била народната носија. Таа извади да ја види сонце, што би рекле, да ја продуфтира и тука јас ја запрашав баба што е ова, иако одев на игрорна, не знам, не ми биле сите носии познати. Таму што ни давале, тоа сме носеле, нели, костимите фолклорни. Јас ја запрашав, нели, од каде оваа носија, она почна да ми раскажува, нели, од незината мајка е, дека таа ја сочувала еве долги години, дека исто и незина носија има таа кога била млада, кога се омажила за дедо ми исто така дошла во таква носија и си ги чувала до ден денес парчињата. Мене ми стана сето тоа интересно, потоа почнав по моите соседки да се распрашувам дали тие имаат нешто од нивната младост, од нивните мајки, дали се очувале нешто. И така може да кажам дека најпрво им дојдов до некој допир со народната носија и тука веќе се јави љубовта за колекционирање на такви парчиња. Носијата од мојата баба и од мојата прабаба се првите парчиња што ги имам, значи, во колекцијата, подоцна од страната на мојата мајка. Исто така таа е по потекло од Крива Паланка, од селото Ранковце. Од таму исто така од моите баби и прабаби ги донесов народните носии кои стоја во дрвени ковчези. До ден денес се во мојата колекција и се едни од подрагите предмети, бидејќи тие се семејно наследство, значи не се откупени од непознати жени или од соседки, меѓутоа се лично од моите баби, нели крвта не е вода, тоа што они го сработиле и не знам, некако е подраго и они што го носеле е некако подраго тоа што ќе го откупиме, меѓутоа секоја носија е драга, секој парче е драго и се тоа останувајте за идните поколенија. Јас не го собирам тоа исклучиво само за мене, тоа е преточено во книги, во каталози за народни носии, така да јавноста е достапна за јавноста во секој момент да го види, кој е заинтересиран
ете и да повели во мојот дом во селото Трубарево, така да никогаш нема да биде вратен, ако сака нели тоа да го сочуваме и да го имаме како македонско културно наследство, тогаш мора некој како мене да се заангажира и тврдокорно да се бори да го сочува. Така. На денот кога се договаравме за оваа наше интервју, ни рековте дека во вашата колекција имате преку 100 носи. Од кои делови, освен овие веќе од Крива Паланка, на Македонија досега успеавте да снабдете носи за во вашата колекција? Ке можете ли да ни покажете дел од истата и ако е можно, накратко секако објаснете од каде е носијата или дел од носијата и која од носиите кои ги имате во вашата колекција е најстара, како и од која година и од каде потекнува. Па вака, сега ќе ви покажам две народни носи. Едната е од селото Битуше, а другата е од Скопска Блатија, или поточно е да кажам од неколку села, тоа е Раштак, Црешево, Виниче и Булачани. Во мојата колекција имам 100 народни носи од повеќе краеви на Македонија. Сега вака ќе ви ги набројам некои, значи имам од Скопска Блатија, Скопска Црна Гора и Скопски Дервен, потоа Кумановското поле со Крива Паланка. Во Крива Паланка има 3 носи под градот припаѓа, значи тоа е на Славишкото поле, Дурачка река и источен дел на Славиште. Тоа се 3 различни носи, во еден град 3 различни носи, исто така и во Скопско. Еден град како административен центар е градот Скопје, меѓутоа има 3 различни носи од Скопска Блатија, Скопска Црна Гора и Скопски Дервен. Потоа одиме на пример градот Велес или Азот и мијаците во Азот, поточно 2 села Папрадиште и Ореше. Тоа е мијачка оаза, преселници во крајот на 19 почеток на 20 век се иселувале од Галичник или од Лазарополе, од тој мијачкиот предел се населиле во селата Папрадиште и Ореше и до ден денес тие се мијаци и носат поразлична носија од останатите жители на градот Велес. Потоа Долни Полог и Горни Полог, села Пацува Гора, исто така, Мавровско поле, тука е носијата исто така и од Дебарско поле, една преубава колоритна женска народна носија од доминантна розева и светла црвена боја. Потоа тука е носијата од Струшки Дримкол, Струшко поле, Охридско поле, исто така ги поседам во мојата колекција. Потоа Овче поле, исто така може да го спомнам. Овче поле е една преубава котлина кај што опфаќа неколку градови, тоа е градот Кратово, градот Пробиштип, градот Штип, се до градот Скопје. Тие носат и исто така и Кочани некогаш, иста носија носат и до ден денес, нели нивните предци носеле заеднички елементи. Потоа може да кажам во мојата колекција дека имам и од Делчевскиот крај, од Македонска Каменица и Пехчево, значи тоа е носијата од Малешево и Пијанец. 2 женски народни носи и една машка од Пијанец. Па во главном тоа би биле некој поголем дел од носиите што ги поседувам во мојата колекција. Сега ќе ви ја покажам носијата од Битуше, мијачка народна носија, невестинска. Еве вака може да ја погледнат гледачите, значи тоа е мијачка носија составена е од кошула, памучна кошула. Под кошулата се носи минтан или овој дел со сребрените копци се нарекува минтан. Ова е клашеникот, исто така изработен со срма, од позади е со волна или клашна. Потоа носат каена скутина во долниот дел, а од озгоре носат свилена или копринена вута. Потоа носат 2 скутини, 2 шами, извинете, кои што се ставаат на половината како украс, и од страната ракавите се богато украсени со сребрени пари и со филигрански накид, кој што одликува тој долнорекански крај или селата во тој крај, Битуше, Ростуше, Велебрдо, Требиште, тие сите, значи, македонци православни таму носат ваква иста носија. И на главата носат калемќари. Шамијата се нарекува калемќар. Так. Прекрасно носи. Сега може да ја видиме и носијата од Скопска Блатија. Значи, ова е пределот од селата што ги набројав преска.
Носијата се одликува, најпрво им се облекува кошула, која е богато извезена во градниот дел и на ракавите и во долниот околен дел. Врз кошулата се облекува овој елек, кој е наречен или алов елек, бидејќи бојата на елекот е алова или црвена. Потоа се запашува појас, кој е ткаен лито, меѓутоа е целиот ишаран. Над појасот се става скутината, или ова е колја вута. Елементите на скутината, шарите се наречени трнколо и самата вута го има добиено терминот колја вута. Од страните носат бришелки или по нивниот дијалект се нарекува тоа крмија. Над крмијата се ставаат исто така и сребрените пафти кои секоја, да речеме, млада девојка или жена во тој период, ова е носија од почетокот на 20 век до средината на 20 век, веќе некои елементи се напуштаат и е малку изменета. И веќе од најодозгоре се облекува ќурдијата. Ќурдијата од страните е украсена вака богато, може да кажеме со некои пуфки, и ова е терзијска изработка, значи не ги изработувале жени, ги изработувале терзии, и во градниот преден дел е исто така богато украсена со срмени апликации. На главата носи шамија. И сега ќе завртам носијата малку од позади да можат гледачите да го видат и задниот дел како таа изгледа. Ева од позади таа, во задниот дел самата ќурдија е богато украсена на двете страни на рамениците. И вака во задниот дел. Одлично. Како вес. Па тоа би било тоа, да кажеме, за народните носи, за нивна презентација, бидејќи овие две ми се изложени. Останатите парчиња се сместени уредно во дрвени ковчези и во еден регал, каде што тие се чуваат во посебни услови, со лаванди, со завиткани се некои дури во весници, бидејќи тие се, може да кажам, изолатори или не дозволуваат да се заразат носиите од молци. Предпоставувам дека дел од овие носи се изедени од забот на времето, од оние што ги собирате. Какви чекори преземате за да им го вратите, да им ја вратите новата употребна димензија? Дали постои можност на реставрирање и дали тоа вие го правите и на кој начин се прави тоа? Па да, јас исто така покрај тоа што колекционирам, исто така и ги реставрирам народните носи, бидејќи самите се од волна и волната е многу често оштетена од молци и тоа може да се реставрира. Да, јас лично реставрирам парчиња, бидејќи кога ќе ја земам секоја носија не е во добра состојба, некои има и помалку добри или оштетени. Така да реставрирам, и тоа се прави со игла и со конец, може да кажам нешто така како шиење доаѓа. Доколку е клашна, има специјален конец за клашна кој се користи и да дојде дупката, значи да биде покриена и да дојде до дури најмалку да се приметува дека е тоа реставрирано, дури да дојде во идентична положба како некогаш што било, нели, како што било тој елемент. Доколку е скутина, таа бидејќи е ткаена лито, така да исто тоа јас со игла и со конец го поминувам лито, исто како да се ткае на разбој, истата постапка ја вршам, само што е со игла и со конец, и подоцна тоа дури е непретпознатливо дека е било изедено од молци и дека е реставрирано. Дали ги паметите податоците за сите работи кои се во вашата колекција, или пак имате изработено архива каде што секој кој ќе посака да дознае за одредена носија или песна или пак обичај, има достап на информации на онлайн, да може да прочита за поважните податоци околу тоа. Покрај претходната покана, директно да ве посетат тие што ќе изразат желба и од прва рака ќе чујат за вашата колекција. Па вака, јас имам водена евиденција, нели, за секоја парче, за секој предмет кој ќе го земам од терен, најпрво од името на жената, од која сум го откупил или кој ми било подарено, и од која година од прилика датира некое парче.
Претходното прашање имавте каде што најстарата носија од кој период ми датира. Најстарата носија може да кажам тоа е парче уникатно, значи датира од крајот на 19 почеток на 20 век или од прилика 1890 до 1910 до 1915, значи пред Првата светска војна. Во тој период секое едно парче има посебна вредност и секој крај, не знам, едноставно си ја цени својата носија и при моите теренски истражувања јас морам да го запишам, нели, бидејќи секој крај си има различни имиња, негдека за скутината викаат фута, негдека бовча, негдека дилка, негдека скутача, да, негдека скутина. Секој крај си има различен назив, негдека предсебник во ресен, предсебник нарекуваат скутината, така да мора секогаш да се пишуваат деловите од народната носија според нивната терминологија од местото каде што потекнуваат. Кога одиш? Да, Павле? Па исто така да кажам дека овие информации не се онлайн достапни, бидејќи ова е теренска работа и се лични податоци, нели, јас најпрво како колекционер мора да водам моја, нели, некоја Архива, архива, каде што се внесени тие податоци. Меѓутоа, јас за секој парче знам исклучиво од каде ми е, од кого ми е, од кој предел е и така. Кога одиш по потрага на носија низ градовите, но пред се по селата, како реагираат мештаните? Се чудат ли на фактот што вие сте прилично млад и се заинтересирате за македонската стара традиција? Низ разговорот со мештаните неверојатно ви кажуваат и некои подробности за носиите, но и за некои традиции, како например која носија за кој празник се носија, која за секој ден. Ќе ни раскажете ли некоја анекдота која е била интересна и не секојдневна за нашите слушатели и гледачи? Па да, јас например при моите теренски истражувања повозрасната популација или повозрасните членови на заедницата може да кажам дека не се толку изненадени колку што се младите изненадени. Возрастните живееле, нели, во тоа време, знаат што е народна носија, знаат што е народна песна, знаат што е слава, знаат како се правеле некогаш свадбите. Меѓутоа, голем дел од младите денеска немаат можност да видат таква свадба, како некогаш што била, немаат можност да слушнат исто таква народна песна, како порано што пееле по славите. Така да кажам дека возрастната популација не е често изненадена, меѓутоа ете има анекдота, еднаш ми се има случајно во едно село тука во Скопско, при моја теренско истражување одам, нели, и барам по возрастна популација, нели, барам по возрастни баби, дедовци. И ме сретнува една жена и ми вика, што ќе ти се вика тие стари луѓе? И јас онака се насмеав и кажувам, зашто е, вика, леле, дојди, вика, ти кај мене. Јас со тоа мојата вештерка, вика, имам некои такви, вика, партали. Вика, сите ќе ти ги дам. И отидов, она не ја сакала многу свекрвата, нели, знае свекрва. И отидов, јас и она ги качила на таван, по една вреќа, и сега тука ми ги фрло до згоре, вика, носи ги, од таа вештерката, ништо не ќе да ми остане. И онака има анекдоти доста, меѓутоа е од вака поинтересните, нели, за односот меѓу знаите и свекрвите, ништо не сака од вештерката, нели, се носи таму. Поклон ми ги даде цела вреќа, онака, што таа може би се мачела, меѓутоа ова снаа дошла и ајде, фрли. Да. Дали покрај тоа што собираш носи, претходно спомнавте, може би собираш и некои народни стари македонски песни кои досега не се познати на македонската музичка јавност и со што друго те изненадуваат освен ова претходно кажано од домакинките или домакините пред се оние од по старата генерација? Има ли моменти кога некој дедо или некоја баба ќе почне да ви раскажува приказна, кои што не си ги слушнал, или вистински случаи кои им се случиле за време на нивната младост? И дали би сакале да спомнете со нас и нашите слушатели и гледачи некоја таква забавна сторија, некоја анекдота од тоа? Па да, јас при моите теренски истражувања, покрај тоа што истражувам за народните носи, исто така истражувам и народни песни. Во депото на народни песни веќе имам собрано околу 700 народни песни од различни краеви. Од тие 700 песни може да кажам дека некои од 500 можеби песни не се познати на јавноста.
150 песни се опфатени само од едно село снимено од прилика околу 200 песни, тоа е селото Ранчинци, Свети Николско. Само од една информаторка, значи од една бабичка, баба Цветанка Блажева, која повеќе не е меѓу нас, меѓутоа имам посветено цела книга за неја, или тоа е Гласот на Ранчинци од 150 страни, од 150 народни песни. Книгата е од 200 страни, меѓутоа таму има и нели обичаи, обреди, традиционалната кујна исто така фатена во самата книга. Кога одам на терен, значи јас кога прашувам како биле некогаш свадбите, славите, повозрастната популација искрено е желна многу за таков муабет, да се присети на нивната младост, нели секој најубав дел од животот е младоста. И едва чекаат некој да дојде да ги наврати нели на својата младост, како тие биле млади, како имале во тоа време ги нарекувале љубовници, нели дечковци, девојки, неостварени љубови, писма како тие во тоа време се додворувале едни на други, исто така како не смееле да се фатат за рака во орото, ги карале повозрастните, или одма тоа било срамота за некоја фамилија женско да се фати со машко за рака на оро, тоа било недозволиво. Меѓутоа со тек на времето нештата се измениле и тоа се има пуштено. Така да денеска ние слободно се допираме за раце, меѓутоа една анегдота, исто тука во едно скопско село, меѓутоа тоа е селото Сушица. Под носијата припаѓа коновче поле, но се такви, или да речеме которски носи. Маж и жена, возрастни баба и дедо, ги прашам нели порано за орото дали смееле да се мешаат така сега што го кажував, и жената се насмевнува, вика не, вика кај сме он за рака да ме фати. Вика за елек, за полата, бидејќи отелеците им штрчат вака од страните и назад, како ропче. И вика не дај Боже, вика за елек да те фати, а камо па за рака да те допре. Иска да ја фати, а не па за рака. Вика ќе го тепат. Има браќа, вика ќе го тепат. И така, и интересни анегдоти има многу, ама еве ова една позапамтена. Така да не било дозволиво како денес, каде да се допираат мажите и жените, или играле за марамче, или морале да бидат некое крвно сродство, брат, учиот брат, сестра, за да смеат да се фатат за рака во орото, да речем. Кога се договоравме за ова интервју, ни кажавте дека имате две книги и сега можеби веќе испомнавте некој од нив, како ова со тие песни, кои се уште не се објавени, но имате и еден каталог со колекција на носи. За какви книги станува збор и за каква колекција на носи станува збор? Едната книга веќе ја кажав, тоа беше Гласот на Ранчинци, 150 народни песни од Свети Николско, запишани од една жена. Книгата е посветена веќе на жената. Втората книга е за селото Кучково, поточно за една фамилија во самото село, тоа е Скопски Дервен, за фамилијата Стојковски, од каде што една баба успела да роди 14 деца и сите тие деца да ги воведе на прав пат. До ден денеска има се уште живи потомци од тие 14 деца, има се уште меѓу живите, или најмладиот е на 68 годишна возраст. Во самата книга се фатени во главном повеќе пишувано за самото семејство, за децата, за нивните родители или за бабата и за дедото, за бабата Трајанка. И едно од децата бил Тито Кум, каде што доаѓа во селото Кучково, и тој ден била крштевката и тие рекле кој ќе биде кум, и Тито се нафатил да му биде кум на детето, и додека бил жив Тито, секоја година за неговиот роден ден му испраќа честитка од Белград, нели од Србија, до него, поздрав за роденденот, и тие честитки се сите сочувани до ден денес и се опфатени во книгата. Двете книги чекаат погоден момент да бидат издадени, едната ќе биде многу набрзо, меѓутоа за оваа втората ќе попричекаме малку, можеби наредната година. Меѓутоа имам издадено каталог за народни носи, тоа е овој. Ова е каталог за народни носи од мојата колекција, издаден 2020 октомври. Во овој каталог се опфатени поголем дел од мојата колекција, нели до тогашна, парчиња кои што се до ден денес исто така во мојата колекција, и ова на насловната страна е Мијачката носија од целата Папрадиште и Ореше, Велешко, или Мијачката оаза. Во самиот каталог има опфатено повеќе од 20 различни народни носи од различни предели, или од некој предел по
нели, носија за девојка, носија за невеста, носија за жена, носија за баба подоцна и нели таа невестинска носија во која што биле погребувани жените и до ден денеска во некои села може да забележиме дека се уште се погребуваат повозрасната популација во нивната венчална носија, нели како што нашите мајки имаат венчални прстени и баби кои што сакаат да бидат погребани нели со тој накид, демек од верувањето кога тие ќе починат и на оној свет да се пронајдат со својот партнер. Исто така се носи народната носија, исто така бидејќи тие биле венчани не сите по црквите, меѓутоа ете обредот на премин од девојка во жена или во мажена жена, таа носија им означува нешто посебно во нивниот живот и ја спремаат доста долго, ја носат само еден ден во животот и подоцна нели се облекуваат кога ќе бидат починати. Претпоставувам дека кога ги посетувате мештаните, ти раскажуваат и за некои наши стари македонски традиции, обичаи, легенди и преданија, и како и поговорки. Имате ли некоја традиција или обичај или пак легенда? И ако имате некоја така која што како и овие претходните интересна, добро би било да ја споделите со нашите слушатели и гледачи. Па да, има многу интересни, например, обичаи и обреди. Еве, например, некој ќе може да кажам дека во зимскиот обреден циклус, тука ги имаме, например, игрите под маски. Поточно тоа се во некрстените денови голем дел се случуваат. Така да за празникот Василица, нели ноќ спроти Василица, или Стара Нова година, тоа е на 13 јануари вечерта спрема 14. Имаме обредни игри под маски во самото мое село, тука до ден денес се задржани. Тие се нарекуваат суровари или одат по куќите, пеат традиционални песни за сирова, нели на домаќинот, на домаќинката и тие подоцна ги даруваат со брашно, со грав, со вино, со пари, со месо и утре дента, нели на 14 на Стара Нова година се собираат сите тие намирници во една куќа и се прави ручек. Нашите мајки сукаат баници, прават грав, печат месо, се пие ракијата, виното, така да се дружиме и ние, еве, помладите. Исклучиво одат само мажи, се маскираат во невеста, во зет, во кум, во баба, во поп и одат по куќите, пеат, може да кажам, дури и срамотни песни или мрсни песни, со кои што се исмеваат некои, ете да кажеме, работи од секојдневието, работи од свадбата, бидејќи невестата, ако не е честна, нели порано ги враќале, сега, например, ја попипнуваат невестата дали нели има гради, дали е трудна, дали случајно е дојдена нечестна невестата во таа фамилија и така се тера на мајтап, на шега. Интересно е, се правиме едноставно сеир за да им биде интересно и на нели на домаќините, исто и на нас, бидејќи е ладно, гледаме да се стоплиме. Интересни обичаи што не треба, значи, да изумрат и треба да се одржуваат до ден денес и сметам дека ние македонците сме таков народ каде што сме доста тврдокорни и не верувам дека уште доста долго ќе исчезнат овие обичаи. Во секој случај занимливо. Со самиот избор да студирате антропологија и етнологија, може да се каже дека го продолживте вашето патување низ фолклорот. Колку сето ова ви помага во разбирањето на нашите предци, на нашите стари македонски традиции и обичаи? Имате ли посебен приод кон откривање на теми за разговор со мештаните кои ги посетувате и која возраст на соговорници одбирате, може би постарата сепак, предпоставувам? По возраста на соговорниците е различна, значи јас можам да најдам дури и мал соговорник кој што нема можеби да ми каже информација, меѓутоа е запознан и од самото село, па ќе ме однесе до некој повозрастен информатор, така да не ги подценувам на терен никого, бидејќи најмало дете од 5 годишна возраст може да ве наведе на информатор од 95 годишна возраст, во кој што има јасни сеќавања, така да може да биде тоа неговата баба или соседка, така да никогаш не може да ги подценувам информаторите. Секогаш тие за добивање на подобра информација, секогаш се тоа постари информатори. Лично мојот најстар информатор беше од селото Бардовци, не знам дали е се уште помеѓу живите, меѓутоа беше еден дедо од 1928 година роден. Тоа беше 2019-2020 година моите теренски истражувања во самото село.
така да тој ми е еден од најстарите запишани информатори, кој што го имам сретното на теренот. Меѓутоа, тука имам и женички од 32 родени, мојата баба е 37 година родена, која се уште жива, пред некој ден и беше роден ден, на 85 полни години. Да, да ни е жива и здрава и нели таа е еден чувар на традицијата. Секој еден возрастен жител нели гледа достојно да си ги запази обичаите и обредите од својот крај, дали тоа било за свадба, дали тоа било за слава, дали тоа било за некој празник, тие гледаат максимално како некога што ги правеле, така да ги прават до ден денес. Разбојот е составен од неколку делови. За оние кои не знаат, но и за оние кои подзаборавиле, ке можеш ли да ни кажеш од кои делови е составен разбојот и ако е можно да ни ги покажеш, ако не е толку тешко. И ако е изводливо. Да, изводливо е, само прво ќе ги набрам, а подоцна ќе го покажам целиот разбој како направа. Разбојот е составен, например, прво од две страници, од лева и од десна страна, потоа тој се спојува со предна и задна даска или напредната даска на која што седи кајачот. Во задниот дел има задно кросно и предно кросно и во средината се офатени задни и предни нити, брдо, набрдила и шкрипци. Во долниот дел има подношки, сега вака ќе го покажам разбојот. Ева го разбојот како изгледа. Тоа е скромна направа, не е составен многу елементи, меѓутоа е доста преубави нели работи се вадат од него, се извадени нели нашите народни носи, така да е направа која што ги облекувала порано нашите баби и дедовци. Еве како изгледа заткаеното на разбој, се мава со ова или ова е брдлото, ова позади се нитите, тоа е позади задното кросно, на кое што нели се намотува основата на разбојот, ова е предното кросно, доле се подношките под разбојот, ете ги отаму може да се видат, на тие стискаме за да се менуваат овие задни нити, ова се нитите, на брдилото и внатре е брдото ставено, со кое што се мава од основата во, ова се вика утак, или внатрешниот дел, каде што влегува во зевот, кога ќе се стиснат подношките се отвара зев, и овдека изгледа еве како е изоткаен еден пешкир од Свети Николско или машка скутина. Во нивното село носеле дури и мажите скутини или може да кажеме во неколку етнички предели се носат овие скутини. Тоа е разбојот, еве разбојот и како изгледа од страна. Ова е затезаљка и решетка каде што се стега нели предниот дел за да биде таа основа обтегната и да биде рамна. Тоа би биле деловите на разбојот. Ти благодарам многу. Разбојот е една од најстарите македонски алатки, односно машини, а ткаењето на разбој е вештина која бара доста време и трпение, но од поодамна е во изумирање. Што беше тоа што ве натера да седнете на таа дрвена машина и како на музички инструмент да изведете стара македонска песна, но овој пат од конци? Па, тоа беше случајно од снимка на YouTube, каде што бев фасциниран од жените во Пирот, пиротските килимарки, како тие ткаат килими и подоцна ги продаваат, нели? Ми заинтересира нивната работа, потоа си направив мој разбој. Овој разбој е втор или купен разбој, меѓутоа овој е оригинален стар разбој, меѓутоа мојот разбој беше искован од паркет и беше направен да функционира и да прави појаси и делови од народна носија. Така да тоа беа почетоците со разбојот. Кога сме кај разбојов, повторно, можеш ли да ни демонстрираш работа на разбој преку изработка на еден дел од носија, да го пробиш конецот натака, колку да видиме како тоа работи, бидејќи јас се сеќавам како дете, како баба ми и мајка ми кога работеа на разбој, ми изгледаш како кога ќе возиш кола и кога ќе менуваш брзини со раците и со нозете, сето тоа така. Да, па тоа меѓутоа за жал сега нема да можам, бидејќи задниот дел од кросното не ми е добро наместен и подношките не ми се врзани доле. Добро, нема проблем. Да. Меѓутоа, ете, за следна прилика може да се уклучиме понатаму за да ткаеме на разбој. Ќе наместиме подобра камера и ќе имаат можност, нели, гледачите да видат како се ткае на разбој. Нема проблем. А дали можеш накратко само процесот додека се стигне до конецот?
Па процесот започна се со стрижење, да речеме за волнен конец, со стрижење на овците, потоа тоа се пере, најпрво волната со ладна и со топла вода, потоа се чепка или се чисти на раце, се чепка целата, се двои една од друга. Потоа во поново време ги носат на навлачари, каде што они им ја чешлаат, нели, им ја спремаат волната за предење, додека порано имале дома гребенци и со гребенците има рачни и ножни гребенци, каде што се чешла волната. Потоа ја врзуваат на куделја, или еве позади мене може да ја видат гледачите. Куделјата. Еве, ова се вика куделја. Овдека се става волната на овој дел, се става таа во појас, поточно се става од левата страна, со едната рака се влече, во оваа се држи фурката, сега немам тука фурка, меѓутоа фурката е дрвено стапче тенко, се влече од нејзе конец, ова исто така се тегне и се преде, со ова рака се вртка цело време, значи во круг, и од тука се тегне и оно се мота доле, се прави конецот веќе. Кога ќе биде готов конецот, тој се става на чекрк, се намотува на чекрк, потоа тој се носи се вади од чекркот, се носи на вапцање, доколку сакаме да биде таа црвена или зелена боја, се носи на бојаджија, доколку нема бојаджија. Жените и дома порано ги фарбале, нели, во шума од ореви, во љушпи од кробмит, така да си имале некои своји природни бои. И до ден денес постапката е иста, меѓутоа многу поретко ете, да кажам, и предеме и чешламе, повеќе се купува волна, бидејќи ја има во големи количини и немаме толку голема потреба, нели, да ја предеме и да ја чешламе, нели, од овците, да ја средуваме ние. Носиите како дел од убавината на промената, односно на рубата, порано биле редовен дел од секојдневната облека, како што напоменавте. Сега носијата се носи само како експонат или дел од традиционален настап. Кажете им на нашите слушатели и гледачи од колку делови е составена една ваква носија? Па секоја носија во главном може да кажам дека ги има некои од главните елементи или заедничките елементи ќе ги набрам, тоа е кошулата. Кошулата е за секоја носија исто застапена, потоа елекот, појасот исто така, скутината, накитот, голем дел ќустеци, колани, монистрени, шамијата е неизбежен дел, или крпите покривалата за глава, потоа горните или згорните облеки, торбите исто така голем дел играат, не се во заеднички дел со носиите, меѓутоа ги носеле по пазарите, исто така и тие биле преубаво изработувани, каде што си ја красат, дури некои пати ја отвараат народната носија. Чорапите и опинците исто така се неизбежен дел. Кој дел од носиите најповеќе ви се допаѓа и од кој крај на Македонија најповеќе ви се допаѓа? Се разбира од овие носии кои сега ги имате во вашата колекција? Па подрагиве, да кажам, ова носе што ви ја покажав од Скопска Блатија, овие две носи што беа изложени ми се едни од подрагите носи, меѓутоа секоја носија ми е драга. Секоја парче е уникатно и е засебно, значи нема дупликат, народната носија нема исто парче, секоја парче си уникатно и си е само по себе направено. Да, тие се слични, од еден исти крај се слични носиите, меѓутоа никој пат не може да биде исто извезена кошула, исто искаена скутина, исто искаен појас. Тоа многу ретко, дури невозможно е да се случи исто. Самата една жена, доколку ткае две скутини исти, па пак во едната ќе стави една различна боја, во другата друга, и пак ќе има нешто засебно, каде што пак нема да бидат двете исти. Колку време беше потребно да научиш да изработуваш народни носии? Колку време е потребно да се изработи една носија и од кои материјали додатни се изработуваат носиите? Па најпрво се изработуваат деловите од народната носија, потоа се вклопува нели една народна носија. Како претходно што ги набрав елементите, например на разбојот се ткае платното за кошулите, додека потоа тоа е памучно, додека после тоа тие се кројат и се шијат заедно и се добива кошулат. Потоа на разбојот се ткаат појасите, се ткаат скутините, се ткае платното за елеците, се ткае платното или клашната за ќурдиите или за згорните облеки. Така да се поминува, голем дел поминува низ разбојот, додека покрај ткењето тие и се везат, кошулите се везени во долните околни делови
во делот на ракавите и во делот на градите, или во тој дел каде што се гледа, нели каде што доаѓа до израз, нели најубавиот дел на градите, на ракавите, во долниот околен дел каде што дава самата кошула, нели ја отвара народната носија, добива естетски поубави, нели шари, елементи. Порано тоа биле геометриски мотиви, нели триаголници, кругови, триаголници, коцки, меѓутоа во поново време се везати вегетабилни мотиви или цвеќиња, дрвца, така некои се изменети малку начинот на везовите. И не се користат веќе волнени конци како порано, меѓутоа се користат памучни или свилени конци, синтетика, така да тоа би било тоа накратко за материјалите од изработката на народните носи. Так. Може ли да се живее од ова што го работите или единствен двигател е љубовта кон тоа што го правиш и желбата за продолжување на традицијата и обичаите како бесценето нешто со кое му давате нов живот на нашето старо исконско македонско културно наследство? Па за живот не знам дали би можело, посебно тука во Македонија многу потешко, за разлика надвор е многу поценето и доста голем дел, нели, од носиите се продаваат, може да кажам, и надвор, нели, кај македонци кои што се иселиле, нели, да имаат за спомен, за сеќавање од своите баби и прабаби. Меѓутоа и тука доста скоро секоја фамилија во Македонија, во селата, не е возможно да нема народна носија, се сочувуваат, нели, од внуците, се носат за свадби, за собори, така да се чуваат и до ден денес. Кое место во Македонија досега ви има оставено најголем впечаток и радо би се навраќале на повторна средба со мештаните и што е тоа што ве тера на повторна средба со нив? Па може да кажам дека тоа е селото Сушица, тука Скопско село. Го спомнав предходно и селото Винце. Селото Винце е едно преубаво село, за жал многу малку жители, мислам дека уште 50 се постојани жители што живеат таму. Преубаво село, чешма од византиски период, имаат преубава стари цркви, на секој ричи имаат црква, секој празник селото слави, буквално преубаво село, преубава носија, предобри луѓе, премирни, тивки, сакаат да помогнат, секогаш се тука и во самото село си имам навраќано неколку пати и дека секогаш кога да отидам ми е така драго некако како да сум на своето. Така. Дали можеме да заклучиме дека љубовта кон ова што го работите веќе се претвара во професија? Па да. Так. Се надевам дека ќе биде во иднина и моја професија. Кои и какви се твоите идни планови? Па за идни планови имам доста многу планови, значи еден од идните планови е секој година јас да издавам по една книга, дали таа била од моите теренски активности или вака песни, собирани, бидејќи до сега за овие 5 години како што сум на теренот имам многу голема база на податоци, така да сметам дека тие ќе бидат преточувани во изданија и дека секоја година ќе биде пласирано во јавност по едно издание, вклучувајќи или почнувајќи од оваа година. Така да идни планови има многу, снимање на цедиња, возобновување на песни, спремање на ревии на народни носи, така да не стоиме, водата стои, јас не стојам, буквално, и така да работиме и се спремаме за нешто ново. Така, пред да се разделиме, кажете им на нашите гледачи и слушатели каде можат да ве пронајдат сите оние кои се заинтересирани за оваа ваша дејност, за оваа сведоштво на нашата македонска култура, традиција и обичаи, чувар на нашето народно творештво. Па вака, најпрво можеме да пронајдат мојот Facebook профил, нели, Народни носи на латиница. Тој го користам исклучиво за ова, меѓутоа ете Instagram профилот Дамјан Ристовски, исто така можете и таму да ме пронајдете или на мојот телефонски број 078 477 474. Одлично. За крај на нашиот денешен разговор, Дамјан, каква порака би сакале да испратите до нашите слушатели и до сите оние кои не гледаат, а ги има многу, како во Македонија и така и на секаде растурени по белиот свет? Па пораката е една и јасна, да се негува традиционалниот македонски фолклор каде да сме во светот, колку што можеме да го зачуваме, колку што можеме да го предадеме на идните поколенија, да ги заразиме децата со нашиот традиционален фолклор
да ги заразиме младите со традиционалната песна, со традиционалното оро, со традиционалната носија, да не дозволиме она што е наше македонско да изумре и да се трудиме колку што можеме повеќе да ги негуваме нашите фолклорни традиции. Почитуван Ристовски, ви благодариме за учеството во Македонски корени, го цениме вашиот труд, како ние така верувам и нашите слушатели и гледачи. Посакуваме многу успех во новитетите кои ќе следуваат во вашата кариера, нови проекти, нови колекции и изработки, со кои ќе продолжиш да ги негуваш светото и светлото, нашите корени на постоење и нашата традиција македонска. Имајте си убав викенд, останете ни во добро здравје, пријатно до слушање и секако до видување овде на Македонски корени. Убава емисија, пријатен ден. Ви благодарим. И на крајот уште само едно извинување, опростете што ве задржавме можеби 2-3 минути повеќе од она што бевме првично договорени, бидејќи знам дека треба да патувате, само една порака да ви препорачаме, возете внимателно, ќе стигнете. Ако е покасно, ама да е сигурно. Пријатно. Благодарам, пријатно.